Колегата Никола Трајковски се надевам дека е подготвен и навистина една многу убава тема за која што премиерно роман на годината во чии раце отиде колегата Никола Трајковски. Никола, добро утро. Добро утро, Јована, добро утро, Ване. Поздрав до вас и до гледачите на утринската програма Македонија наутро. Јас само ќе се надоврзам на почетокот на разговорот кој што го имавте со вашите соговорници и ќе напоменам дека утрово навистина може да се забележат огромен број на скопјани кои покрај студеното време, моменталната температура е околу 7 степени во центарот на Скопје. Ова време го искористија за прошетка во градскиот парк, но и секако оние најхрабрите заминаа на своите работни места токму со велосипеди. А сега за онаа тема која што вие претходно ја најавивте, следните минути во утринската програма ги посветуваме на тема литература, односно ќе говориме за признанието кое што секоја година ги афирмира најдобрите писатели од Македонија. Имено Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски го соопшти името на лауреатот за годинашната награда Роман на годината, односно за 2021 година. Меѓу 39 романи, колку што вкупно пристигнаа на годинашниот конкурс, романот Денот на црвот од авторката Симона Јовановска ги доби највисоките оценки од стручното жири и ја доби наградата Роман на годината за 2021 година. Наша соговорничка ова утро во Македонија наутро, токму добитничката на признанието, авторката Симона Јовановска. Добро утро и благодарам за тоа што утрово говорите за Македонија наутро. Добро утро и на вас, ви благодарам на поканата. Честитки најпрви за признанието и за добиената награда. Очекувавте ли наградата Роман на годината да заврши во ваши раце и како се случи пријавувањето за истата? Да бидам искрена, не очекував дека можам да добием оваа награда. Ја посакував, затоа што, како што самите кажавте, таа има и традиција од 22 години како што се доделува, дава некоја дополнителна вредност на делото, представува еден така наречен паток за самиот автор дека тоа што го работи е добар во тоа што го работи и дека се наоѓа на прав пат и дека треба да продолжи, нели понатака. Пријавувањето оди од страна на издавачот, односно доколку нели издал таа година неколку романи, тој си конкурира за Роман на годината со своји издадени романи од страна на издавачот. Беше ли силна конкуренцијата годинава меѓу сите оние романи кои што се пријавија за самата награда, односно самото признание, и што значи лично за вас да се биде добитник токму на едно вакво признание на наградата Роман на годината? Јас, да бидам искрена, немав многу време да ги читам овогодинешните книги кои што беа во директна конкуренција со Денот на црвот. Меѓутоа, од луѓе кои што и успеале да ги прочитаат, меѓутоа и од самата бројка од 39 кои што пишувале во текот на изминатата година, за мене е доволен показател дека стануваше збор за силна конкуренција и дека луѓето генерално пишуваат, што е за поздрав и за поттик. Лично сметам дека секој треба да го следи сонот и поривот доколку чувствува потреба да пишува. Како автор, мене, како што кажав, ми значи многу, пред се затоа што ова е моја прв роман, нели? Секако дека постои сомнеш дали си доволно добар во тоа што го правиш, дали си на прав пат. Меѓутоа, во исто време и ми оствари можност да имам контакти, да остварам со нови луѓе, да имам понуди за преводи. Нели понатака може се да се случи, не знаеме, мислам дека допрва следи патот на црвот. Меѓутоа во исто време представува еден, би рекла, здрав притисок за да се биде подобар со следното дело, затоа што тоа на некој начин и луѓето и читателите, но и ти самиот како автор си го очекуваш од самиот себе си да си подобар. На тој начин ја прифатив наградата. Ајде во наредниве минути збор два околу делото кое што ги доби највисоките оценки од стручното жири. Како што споменавте и претходно, ова е ваш прв роман. Дебитантскиот роман Денот на црвот содржи 19 приказни, секоја суптилно врзана за наредната преку предмети, соништа и случајни интеракции меѓу протагонистите. Пошто е специфичен Денот на црвот? Денот на црвот иницијално беше напишан од 17 поглавја, меѓутоа со препрочитување и корекција од страна на издавачот стигнавме до таа една бројка 19. Истиот представува постмодернистички роман кој што може да се прецепира и како поодделни приказни,
меѓутоа поради нишките кои што се поврзуваат и се протнуваат низ романот, тој представува истовремено и циклизиран, нели, роман како целина може да се чита. Специфичен е по многуте ликови кои што дефилираат низ романот, заради тоа што јас сум, би се рекла, еден многу реален и приземен автор, кој што нештата и настаните и луѓето ги гледа однатре, не ги посматрам однадвор, значи го живеам тоа за кое што пишувам и на тој начин е многу автентичен. Од друга страна, тоа што јас сум го собирала низ годините како искуство животно, книжевно и така натаму, и мојот сензибилитет, едноставно тоа не може да се копира, да се емитира, така што на свој начин е многу доста интересен и би рекла дека има еден друг момент, а тоа е моментот на случајност, каде што мали случајности кои што ни се случуваат, нели, во секојдневието, кои што ги перцепираме можеби како споредни, знаат понекогаш да бидат одлучувачки, да го сменат текот и правецот на нештата и дека можеби може да бидат и да ни го сменат и целиот начин на живот. Критичарите кои што го прочитале овој роман ќе запишат дека главната тема која што се провлекува токму низ денот на црвот е посегањето по слободата. Кој беше оној основен мотив да се напише овој роман и како вие го доживувате својот прв роман? Знаете, јас кај мене не оди тоа така, немам пред да седнам да пишувам, немам точно зацртана цел во смисла еве ова е мотивот, сега морам јас да го реализирам. Едноставно беше следење на некој порив, на некој внатрешен притисок дека имам приказна во која што верувам и дека морам да ја изнесам на некој начин. Условите во кои што беше романот пишуван дополнително само ме поттикнаа да излезам од секојдневието. Нели го пишував за време на пандемиска година, бевме сите дома затворени и беше еден начин на мој начин на бегство од реалноста. Меѓутоа во исто време верував во приказната, верував дека имам што да раскажам и се држав до тоа да секој ден па макар и по 2 до 3 реченици, ако можам да ги пишувам и го завршив за некои 4 месеци. А за мене значи еден вид на бректру, како можност за понатака да продолжам да го правам ова што го правам и за кое што очигледно најверојатно сум добра и треба да се трудам да бидам се подобра. И која е она основна порака која што сакате да им ја пренесете на читателите токму преку вашиот роман? Мене ми е многу интересно дека најмногу читателите го доживеа овој роман како посегање по слободата. Јас кога го пишував го доживав како низ призма на тоа дека сите ние имаме своја собствена природа и дека порано или подоцна сите ние се навраќаме на таа собствена природа, дека бегањето од себе си е однапред осудено на пропаст и дека мора да се прифатиме такви какви што сме и да се трудиме да бидеме секогаш најдобра верзија, иако најдобрата верзија не е крајна цел, туку љубопитството колку може да бидеме ние подобри да идеме подалеку во секој можен ден. Значи, разликата е дали ја преминуваш границата или ја прошируваш границата. Ќе споменеме дека од оправдани причини свеченото доделување на оваа награда, оваа признание не се случи, но очекувано е да се случи во наредниот период, зашто ние секако тоа ќе го следиме. Како млад автор кој што навлегува во овие писателски води, сметате ли дека доволно внимание се посветува токму на романот како жанр во македонската литература? Романот е, според мене и според кажувања на релевантни луѓе, нели, од тие кругови, е во моментов најпопуларна форма. Луѓето пишуваат, колку се читаат, искрено немам точна бројка, немам статистика, мислам дека тоа треба некој сериозно да го истражи, не само во смисла колку се читаат, туку и какви наслови се читаат, какви теми, жанрови, значи што преферира генерално македонскиот читател. Откако се доделува наградата, романот добива на публицитет, луѓето слушаат за него, па го купуваат од после или да го прочитаат и така натаму. Меѓутоа сметам дека се уште ова е област која што може да трпи дополнителна, да речам, пропаганда, дополнителни кампањи да се прават со цел да се популаризира не конкретниот роман мој, туку општо читањето како еден вид на благородна дејност, која што на сите на некаков начин ни помага, ни делува терапевтски, ни релаксира, ни отвара дилеми, ни решава дилеми. Така што
Знам дека се пишува дека има интерес, меѓутоа за читањето мислам дека секогаш може повеќе. Да, секогаш може повеќе и подобро. Да. Кон крајот на денешното линковско вклучување ќе споменеме 2015 година ја издадовте дебитантската книга Раскази, ги најдов во длабокото. Да. 2021 година се случи романот Денот на црвот. Кои се следните литературни предизвици на литературен план во наредниот период? Во наредниот период, бидејќи ќе бидам председател на жирито за догодина изборот за роман на годината, значи имам една многу сериозна обврска да ги прочитам пристигнатите кандидати и планирам тоа да го направам убаво, постепено, да им посветам внимание на сите, заради тоа што знам дека треба да се избере најдобриот од конкуренцијата, значи периодот ќе ми биде посветен на читање. Сепак имате одговорна улога. Да, имам одговорна улога и во тек се работи на излегување на мојата прва детска книга со издавачката куќа Чудна шума. Така што тоа треба да се случи, мислам дека во месец октомври и понатака не знам, можеби некој следен роман, меѓутоа тоа е веќе во подалечни дни. Ќе оставиме да видиме времето што ќе донесе. Да. Симона, честитки тедна за наградата, благодарам за одвоеното време за гостувањето во Македонија наутро. Верувам дека оваа награда ќе биде дополнителен мотив за вас како автор, а верувам и дека со овој разговор ќе ги поттикнеме гледачите да го прочитаат токму вашиот роман. Ви благодарам на поканата и кој да го прочита, доколку има некакви коментари, може да ми ги сподели на Facebook. Благодарам уште еднаш. Ние се гледаме во наредна прилика со промоција на вашите следни дела. Фала ви, поздрав. Пред крајот на ова линковско вклучување, уште еднаш само да споменам дека за наградата Роман на годината во најтесен круг влегоа 4 романи, а за победничкиот роман одлучуваше жири комисија и тоа во состав Владимир Јанковски, минатогодишниот добитник на наградата Роман на годината, потоа Катица Гаровска-Ацевска, Ермислав Азановски, Лилјана Пандева и Катерина Богоева. Уште да споменам и дека годинашната награда Роман на годината се состои од плакета, оригинална статуетка, како и паричен износ од 150.000 денари. Колеги, поздрав од нас толку за ова линковско вклучување. Ти благодариме, Никола.